Ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Дали оџачарството е исплатлив бизнис или не? Купувањето електрични автомобили ќе биде помогнато од владата со 10 милиони евра. Роденденски забави во ВОЗ. Баскерфест во Скопје. Младите не сакаат да се занимаваат со чистење на оџаци затоа што ова е стресна, тешка и валкана работа. Луѓето кои што се занимаваат со оваа работа се многу ретки, што значи дека професијата изумира. Луѓето што ја работат оваа професија велат дека она што ги демотивира младите е тоа што има работа само неколку месеци, а заработката е мала. Цената зависела од оџакот. Има оџаци кои не се чистени по 40 години и услугата може да чини од 500-600 па се до 1500 денари. Редовното чистење на оџаците е добро за заштита од пожари. Од оваа работа не може да се живее, но може да се обезбедат дополнителни приходи за потполнување на домашниот буџет. Градот Скопје, за да ја заживее оваа професија, спроведува обуки за оџачари кои ја најде на многу слаб интерес. Пријавени се само 15 кандидати кои ја посетуваат обуката. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, ги посети кандидатите и им порача дека оџачарството е исплатлив бизнис, со тоа што нагласи дека по 15 септември, кога ќе им заврши обуката и ќе добијат сертификат за оџачари, ќе објави субвенционирање за чистење оџаци. За таа намена градот ќе одвои 10 милиони денари. Чистењето на оџаците го намалува загадувањето на воздухот за 30 до 40% и значително ја намалува потрошувачката на огревно дрво и пелети. Во Скопје има околу 140.000 оџаци и само 20 на оџачари. Во Скопје некогаш функционирало предпријатието Оџачар, во кое работеле околу 100 оџачари. Денеска работат само 2 регистрирани оџачарски сервиси со 10 оџачари. Професијата оџачар е дефицитарна и низ цела Македонија. Тие кои се занимаваат со неа се веќе во поодминати години. Некои го презеле занаетот од своите најблиски, а други сватиле дека сега тоа може да биде добар бизнис. Занаетот е стар колку и човештвото. Се кажува дека порано децата кои ги викале шегрти, ги спуштале во оџаците и ги чистеле со гребење. Постепено занаетот се развивал и се усовршувал. Во Европа најпрво се развил во Италија и оттаму се шири, а како професија датира од 20-тите години од минатиот век. Класичното чистење на оџакот може секој да го прави и самиот домаќин може да ги исчисти. Но не е само тоа. Најважната работа на оџачарот е да му даде совет на домаќинот што му е проблемот. Дали има пукнатини, дали има ризичен оџак, дали треба да се руши или треба да се санира. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје го стави во употреба новото возило наменето за заловување и транспорт на бездомните куќиња од скопските улици. Ова е второ возило на Комунална хигиена што ќе се користи од специјализираната служба за хуман третман и контрола при секојдневните акции за заловување на бездомните куќиња кои ќе се транспортираат во стационарот Вардариште. Инаку Комунална хигиена од 2007 година го спроведува проектот за хуман третман на бездомните куќиња, програма наречена Залови, стерилизирај, врати. Според програмата, куќињата, откако ќе се заловат од службата за хуман третман и контрола, се транспортираат во стационарот Вардариште, каде може да се сместат околу 100 животни во боксовите изградени по европски стандарди. Во стационарот Вардариште има ветеринарна служба што ја проценува здравствената состојба на бездомните куќиња, како и нивната евентуална агресивност, при што здравите единки се подложуваат на третман на стерилизација, се прочистуваат од внатрешни и од надворешни паразити, се вакцинираат од беснило и се задржуваат околу 10 дена. Доколку за тоа време не бидат вдомени, овие животни се враќаат на локацијата од каде што се заловени. Во текот на 2017 година службата за хуман третман и контрола заловила 1444 куќиња, од кои што 1055 биле медицински третирани, а 159 од овие животни биле вдомени во стационарот Вардариште.
Вкупно 214 бизниси кои функционираат на територија на општина Карпош се приклучија во првата фаза од проектот Моја картичка, мој Карпош. Со оваа картичка жителите на Карпош при купување ќе имаат попусти. Во проектот се вклучија фирми од различни области: угостителство, кафулиња и ресторани, театри, спортски сали, здравствени организации, информатичка технологија, автомобилската индустрија и други. Целта на овој проект е да се раздвижи економијата на локално ниво, граѓаните, односно жителите на Карпош, да купуваат и да користат услуги по пониски цени, а локалните бизниси да имаат поголема посетеност и добивка. Од општина Карпош информираат дека во предстојниот период ќе продолжи следната фаза на проектот, каде што ќе се дефинираат критериумите за користење на картичката, изработката и другите детали. Неопходно е да се направат мерки за да се стимулираат граѓаните да купуваат електрични возила, но и да се развива мрежата за полнење на електричните возила. Првото возило на електричен мотор во Македонија на пазарот беше продадено во 2015 година и чинело 26.000 евра. Во моментов на улиците во земјава се возат околу 80 електромобили на електрична енергија, од кои 47 во Скопје, а ако се додадат и хибридните возила, тогаш бројката изнесува 200 возила. Трендот на зголемување на бројот на електрични возила во Македонија е многу спор. Во 2015 година имало 33 електрични возила, а за 3 години бројката достигната само на 80 возила. За да се зголеми бројот на електрични возила, според Организацијата на електрични возила, потребно е да се обезбеди подобра инфраструктура и брзи полначи на повеќе локации и на автопатите кои за половина час би полнеле 80% од капацитетот на батеријата, како и субвенции од владата за купување на електрични возила, како што е случајот со Хрватска, каде што субвенциите изнесуваат и до 40%. Електричните возила со едно полнење би можеле да поминат од 120 до 130 километри, а понапредните возила поминуваат и 300 до 400 километри со едно полнење. Но колку е поголем опсегот на километрите, толку возилото е поскапо. Македонија е особено добра за користење на електрични возила заради малата оддалеченост меѓу дестинациите од максимални 200 километри. Покрај тоа, во Македонија просечно се поминуваат по околу 20 километри дневно или 100 километри неделно, што значи дека електричното возило може да издржи без да се наполни со електрична енергија една недела. Односот на потрошувачката на електрично возило во споредба со класично возило на бензин или дизел е од 1:5 до 1:10. Потрошувачката зависи од многу фактори. Ако се земе во предвид, значи зависно со кој тип на возило конвенционално споредуваме, дали со дизел или со бензин, зависно од типот на возачот, значи дали е агресивен или дали е посмирено вози, зависно од теренот на кој што се вози возилото, но меѓутоа некои овака анализи покажуваат дека соодносот на потрошувачката на електрично со класично возило е некаде од 1:5 до 1:10 соодносот. Доколку сакаме нешто повеќе, апсолутно е недоволен вкупниот број на вакви полначи и во насока на зголемување на бројот на електромобили во Македонија, значи инфраструктурата мора да се подобри и на глобално ниво, зборам во рамки на целата држава и првенствено во рамки на коридорите, значи на државата, по автопатиштата и со препорака за брзи полначи кои што полнењата би траеле некаде околу 30 на минути за 80% на капацитетот на батериите. Од страна на владата на Република Македонија на среднорочен план се предвидени 10 милиони евра поддршка за сите граѓани кои ќе сакаат да променат стари возила кои не ги исполнуваат еколошките стандарди со електричен автомобил. Предвиден е 1 милион евра за спроведување на транспортни стандарди во врска со одржливоста на животната средина и климатските промени во согласно со практиките на земјите од Европската унија. А за промоција на електрични возила и подобрување на регионалниот јавен транспорт предвидени се 100.000 евра. Исто така се предвидени 5 милиони евра за финансиска поддршка за набавка на хибридни електрични возила во патниот јавен транспорт. Вкупно во следните неколку години се предвидени 16 милиони евра од државниот буџет за електромобилност. Во моментов градот располага со 5 полначи за електромобили поставени на јавни површини, а до крајот на годинава се планира нивниот број да се зголеми за 30. Во Скопје паркирањето за електрични возила и полнењето на јавни полначи е бесплатно, а и во јавниот превоз веќе циркулира електричен автобус и се испитува колку е можна за употреба таа технологија.
При крај тендерот за набавка на машини во јавното претпријатие Комунална хигиена, кој предвидува да се набават исклучиво електрични машини за чистење на улиците. Во иднина град Скопје ќе набавува само хибридни електрични возила, а до крајот на годинава ќе се набава 30 екофрендли автобуси на ЈСП, со кои ќе се заменат старите нееколошки автобуси. Скопје се уште закрепнува од невремето кое во саботата направи големи штети, но Управата за хидрометеоролошки работи од среда најавува нов бран на нестабилно време со појава на поројни дождеви и електрични празнења. Се предупредуваат граѓаните на поголема предпазливост од обилните дождови кои следуваат. Од среда ќе бидеме под влијание на нестабилна воздушна маса, така да на повеќе места ќе има пороен дожд, на места ќе биде интензивен, со појава на град со силен ветер и со услови, значи на повеќе места да има нестабилна облачност, со пороен дожд и со грмежи, така да во наредните денови ќе преовладува, значи, нестабилно време. Екипите на кризниот штаб за заштита и спасување во изминатите 2 дена ги расчистуваше градските улици, зеленилото и булеварите од искршените дрва, но невремето сериозни штети им направи на автомобилите. Имаше откорнати кровови како и неколку помали пожари. Екипите работат на расчистување на теренот, но на социјалните мрежи граѓани објавуваат фотографии дека во општина Аеродром на одредени места паднатите искршени дрва се уште не се тргнати од зелените површини. Од општина Аеродром за оваа состојба вела дека расчистувањето се одвива етапно. Најпрвин се реагирало на булеварите, училиштата и градинките, а понатаму се делува на останатите површини. На терен се општинските служби, како и јавното претпријатие Паркови зеленило со својата механизација. Според информациите од кризниот штаб за заштита и спасување, граѓаните кои претрпиле штета од невремето нема да бидат обештетени, затоа што според УХМР ветерот дувал со брзина над 80 км на час, а тоа се води како природна непогода. Доколку брзината на ветерот е под 72 км на час, штетата ја надоместуваат јавните претпријатија. Но обештетени може да бидат оние граѓани кои ги имаат осигурано своите автомобили или објекти во некоја од осигурителните компании. Но како што информираат од Eurolink осигурување, се забележува трендот за зголемување на свеста и потребата од осигурување. Се зголемува и трендот за дополнителните осигурувања на недвижен имот како што се автомобилите. Во однос на осигурувањето на становите и куќите, од Eurolink додаваат дека генерално мал процент на луѓе ги осигуруваат своите имоти, иако цените се можне поволни и прифатливи. За таа цел Eurolink осигурување постојано работи на едукација на граѓаните и има атрактивни понуди за осигурување на домот. Така, на пример, како што велат од Eurolink, за целосно осигурување на домот од сите ризици се цените почнуваат од 999 денари за првата година и 2400 денари годишно во втората и третата година за склучени договори за лојалност за осигурување. Ако се земе предвид дека цената што месечно треба да ја платат граѓаните е помалку од 100 денари, односно 200 денари, нема финансиска пречка да се осигуруваат домовите. Според податоците на Eurolink, граѓаните кои одбираат да го осигураат својот дом, го одбираат токму ова решение на Eurolink, па во првото тримесечје имаат раст од 15% кај оваа класа на осигурување, но се уште треба да се работи на зголемување на свеста кај граѓаните од потребите за осигурување на домот. Покрај средбите и контактите со граѓаните што градоначалникот на општина Бутел повремено ги остварува на терен, секој петок во општината се организира и приемен ден за граѓаните на кој тие можат своите идеи, предлози или проблеми со кои се соочуваат да ги представат пред градоначалникот на општината Велимир Смилевски, со цел што побрзо да се најде решение за истите. За да можат граѓаните да остварат средба со градоначалникот во рамки на приемниот ден кој се организира секој петок, најпрво треба да достават барања до архивата со кусо образложение за средбата. Потоа од кабинетот на градоначалникот се прави распоред и се известуваат граѓаните во кој термин да дојдат за да ја остварат средбата со градоначалникот. Исто така, прашање до градоначалникот може да се достави и преку веб страната на општина Бутел во делот градоначалник, а градоначалникот ќе се обиде во рок од 24 часа на истото да одговори.
Македонски железници Транспорт АД Скопје организираше патувачка тура за 1300 деца од 12 училишта и 3 градинки во Скопје, како дел од проектот Иднината ни е во ВОЗ, што го спроведе од 9 мај до крајот на учебната година. Во тек на проектот, ученици од 1 до 5 оделение од основни училишта од дел од скопските општини, рурални и урбани, патуваа на релација Скопје-Велес и назад, по цена од 114 денари. Целта на оваа патувачка тура со ВОЗ е сообраќајна едукација и стекнување култура при превоз со ВОЗ, но истовремено и привлекување идни патници. Од МЖ Транспорт за проектот Иднината ни е во ВОЗ имаа долгорочни планови и во Министерството за образование ќе иницираа да стане задолжителен во програмата за сообраќај. Сега во програмата на основните училишта темата сообраќај е предвидена да се спроведува во мај, а на иницијатива на наставничкиот персонал имало по 1 до 3 патувања на деца со ВОЗ. За сега капацитетите на возниот парк дозволуваат патувачки тури за учениците во Скопје. Доколку се создадат услови и се зголеми возниот парк, се планира да се вклучат и деца од останатите делови на државата. МЖ Транспорт АД Скопје неодамна промовираше уште еден проект за децата – Игротека во ВОЗ. Со него се овозможува организирање роденденска забава за деца во ВОЗ, при што се наплаќа за закуп на дел од гарнитурата и билети за патниците. Под слоганот «Јуни е за јунаци со точаци», Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со 13 локали од Скопје ќе реализираат низа активности со кои заеднички ќе се заземат да ги спојат возењето велосипед и непосредниот допир со природата со урбаниот лик и секојдневието на градот. Целта е поактивна и почеста употреба на велосипедот како превозно средство, како и поголема едукација на младите, со што директно ќе се влијае на подигнување на свеста за здрави животни навики и позитивни сообраќајни ставови. Активноста ќе се реализира од денеска 11 јуни до 30 јуни оваа година. Во овој временски период, велосипедот ќе им донесе 10% попуст на целата сметка на сите оние кои со него ќе дојдат во 13 локали. Од РСБСП наведуваат дека велосипедизмот е најефикасна форма на транспорт, а урбаното возење точак е вистински тренд во светот. Во рамки на активноста, РСБСП ќе ги едуцира учесниците во сообраќајот за правата и за одговорностите на велосипедистите. Истовремено ќе поттикнува почесто и поактивно возење велосипед. Инвестициски проекти и можности во секторот транспорт, енергетика и животна средина во Македонија беше темата на бизнис форумот кој се одржа денеска помеѓу македонски и италијански компании од секторите транспорт, енергетика и животна средина. За инвестициите и проектите на градот со цел подобрување на животната средина говореше градоначалникот Петре Шилегов, кој истакна дека најавената модернизација на возниот парк на јавното предпријатие со набавка на нови еколошки автобуси на газ и на електрична енергија ќе го намали загадувањето на воздухот во Скопје. Имав можност со италијанската компанија Ивеко да имаме една работна средба во рамки на концептот на промена на градскиот превоз на градот Скопје, бидејќи знаете дека нашиот град има сериозни проблеми со загаденоста на воздухот. Ивеко е реномирана светска компанија која што презентираше пред градската администрација можност за доставување на понуда за еколошки автобуси кои што се движат на газ. Очекувам дека до крајот на оваа година градот ќе ја спроведе и заврши постапката за набавка на 30 нови такви, најмалку 30 нови такви автобуси, така што имаме еден период кој што ќе биде сериозно интересен, интензивен, кога е градот Скопје во прашање и сериозно размислуваме за електрификација можна на јавниот градски превоз. Енергетската ефикасност на средните училишта, новите сообраќајни и инфраструктурни планови, како и изградбата на прочистителна станица се инвестиции од кои градот очекува зголемување на заштитата на животната средина. Градот Скопје веќе заврши постапка за енергетски ефикасни училишта, завршени се тендерските постапки во текот на ова лето. Сите средни училишта во градот Скопје ќе добијат енергетски ефикасни фасади, што мислам дека барем за нашите најмили, за средношколците, за учениците, ќе возможиме да престојуваат во една поздрава средина, имајќи предвид дека енергетски ефикасните фасади ќе ги пратат и прочистувачи за воздух во секоја училница во средните училишта на нашиот град. На форумот беа презентирани проекти и програми поддржани од Европската Унија и од меѓународни финансиски институции во патната и железничката инфраструктура, во енергетиката и во животната средина.
За прв пат оваа година скопската општина Ѓорче Петров беше домаќин на уличното шоу Баскерфест. Реунскиот парк синоќа беше препон со дечиња и нивните родители кои следеа представата на уличните изведувачи. Нешто што ретко се гледа кај нас. Магионичарски трикови, жонглирање со оган, одење по јаже и разни други акробации ги натераа жителите на општина Ѓорче Петров да останат до крај во паркот за да ги видат сите точки на изведувачите. Позитивните реакции и големиот број присутни во паркот ќе биде мотив општината секоја година да го носи Баскерфест токму на нејзина територија. Баскерфест за прв пат во Ѓорче Петров. Тоа значи да ги собереме сите на едно место, многу гости од Шпанија, Аргентина, Италија, Франција, сите со различно говорно подрачје, но со една желба да ги забавуваат децата и жителите во Ѓорче Петров. За прв пат ова светска убавина, која што ја има насекаде, ја донесовме и во Ѓорче Петров. И се надевам дека ова ќе биде нешто кое што ќе ни даде мотив да го проследиме секоја година и да правиме онакви работи на кои што веќе ги знаеме резултатите. Среќни, задоволни и луѓе кои што живеат во Ѓорче Петров. Баскерфест се организира 13-та година поред, но организаторите се многу задоволни од тоа како е прифатен фестивалот од општина Ѓорче Петров, општина во која има многу деца. Според нив, Баскерфест е убав фамилиарен настан и интересен за сите возрасти и се надеваа дека од следната година повеќе општини ќе изразат желба да бидат домаќини на овој светски фестивал. На овогодинешниот Баскерфест има изведувачи од целиот свет, но има и домашни уметници кои се вклучени во фестивалот. Сметавме дека е одлична идеја заедно со општина Ѓорче Петров да направиме еден ваков настан во една населба која што е навистина прекрасна и очигледно полна со деца. И многу ни е драго што за прв пат годинава започнува Баскерфест во општина Ѓорче Петров и се надеваме дека ќе прерасне во една традиција. Имаме многу интересен акробат со комбинирано со боречки вештини од Јапонија, кој што е навистина интересен и сметам дека тоа е нешто многу интересно да се види. Исто така имаме прекрасни адреналински точки со ножеви, со оган, со се, така да секоја година има по нешто ново и интересно. Има домашни артисти, меѓутоа они нема настапуваат секој ден, меѓутоа има домашни уметници кои што се вклучени, каде што прават инсталации и други работи кои што се навистина интересни и мислам дека како за прва година ќе има многу нови содржини, многу интересни работи кои што се изработени баш од македонските уметници. Баскерфест во општина Ѓорче Петров е дел од програмата за култура која има за цел со организирање повеќе манифестации да бидат анимирани децата од сите возрасти, како и повозрасните жители. Од вечерва па до 17 јуни на плоштад Македонија ќе се одржи 13-тото издание на меѓународниот уличен фестивал Баскерфест. Фестивалот кој под отворено небо нуди бесплатна забава за сите возрасти. Се очекуваат настапи и спектакли на бројни артисти од различни земји – Јапонија, Индија, Аргентина, Франција, Шпанија, Бразил, како и млади македонски музичари и светски баскер бендови. На плоштад Македонија од вечерва до 17 јуни од 19 часот секојдневно ќе не забавуваат баскер артисти од целиот свет кои нудат атракции кои не смеа да се пропуштат. Организаторите велат дека списокот на забавни артисти кои ќе ни донесат радост на Баскерфест е долг. Акробации со помош на огромен хулахоп, акробации со огромен балон, одење по јаже, боречки вештини и жонглирање со моторни пили се само дел од точките кои ќе имаат можност да ги погледнат граѓаните. За оваа година навистина имаме одлични содржини за сите возрасти, како за најмладите, така и за оние повозрастните. Пред се морам тука да го пофалам и уметникот Горас Христов кој е овдека со нас на маса. Тој ќе представи доста интересни интерактивни инсталации на плоштадот. За најмладите ќе има и детска едукативна работилница Киндер Парк, едукативен пет корнер за животни, како и неколку интерактивни игри. Во склоп на Баскерфест ќе има интерактивни инсталации поставени на целиот плоштад, како и надпревар за креативни уметници. За фудбалските фанови по повод предстојното светско фудбалско првенство ќе има спортски забавен корнер. Имаме направено мала игротека за деца која ќе биде, вклучува тунел, ќе има тунелна страва, што е само за деца. По принцип
мала интересна инсталација, ништо како што ќе може проаѓаат. Се забавуваат внатре, ќе биде осветлено, ќе биде интересно, ќе има звуци внатре. Исто така има кафе с поголем од 4 метри, кој што ќе биде наполнет цел со балони внатре. Ќе може децата од надвор да го допнуваат со стапчиња, шарени, многу шарени балони ќе има. Има закачени гредиени кои што ќе се вртат и така има доста интересни работи за децата. Исто така ќе има и накид што јас лично ги изработувам, ќе ги изработувам лично на лице место ќе го правам за една малку нова техника што можам да кажам на некој начин ја смислив јас. Од Скопје, караванот на Баскерфест продолжува и во другите градови низ Македонија, а на 22 јуни повторно доаѓа во Скопје во општина Центар. Се подобрува патната инфраструктура во општина Илинден, преку активности на терен со кои се врши изградба, реконструкција и санација на локалните улици и патишта. Како што информираат од општината, комплетно е саниран и асфалтиран дел од улицата 535 во населба Илинден, во должина од 280 метри, со што се предонесе за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот, особено на пешаците на оваа фреквентна сообраќајница, која секојдневно ја користат приближно 1000 граѓани. Во локалната економска зона Марино Кадино пак во тек е изградба на новопроектираната улица 2 во должина од 230 метри. Кон оваа улица гравитираат повеќе стопански објекти. Во моментот се работи на поставување фекална канализација, како и тротоари, пошто ќе следува асфалтирање, додаваат од општината. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги и понатаму викенд хрониките на Прва Скопска.